Добар ден, драги гледачи. Денеска е среда. Некако чуден ден. Среќен ден. Среќен ден, така, но не е битно што е среда. Битно е дека црвена линија почна. Патина. Така, штом почнува црвена линија, стартуваме веднаш со она што никогаш не го пропуштаме, а тоа е добро да ве потсетиме што да гледате вечерва на телевизија Телма. Дали растот на минималната плата ќе ги зголеми останатите плати? Вечерва во топ тема гостуваат Ванчо Узунов, универзитетски професор, Трајко Славевски, ИК на ВМРО, ДПМН и Дрилон Исеини од СКЗМ и Иван Пешевски, подпредседател на приватниот сектор при ССМ. Гледате вечерва топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Тоа, како што повторувам секоја емисија, не смете да пропуштите. Нисто така што не смете да пропуштите е нашата денешна главна тема, што ве очекуваме да дозвоните, а главна тема гласи: помина предлогот на ССМ за минимална плата од 18.000 денари. Кој е заслужен? Љупчо Григиевски, Али Ахмети, Димитар Ковачевски, Зоран Заев, Христијан Мицковски или внукот на Јордан Соколот Паризлија? Секако направивме анкета подготвена за Инстаграм и сите социјални наши мрежи Црвена линија со можност да кажете и гласате. Па така и веќе потенцираме дека тема на денот е дека помина предлогот на ССМ за минимална плата од 18.000 денари. Кој е заслужен, ќе одговорите вие, Љупчо, Али, Димитар, Зоки, Христијан, внукот на Јордан Соколот Паризлијата, или слободно допишете кој сметате дека навистина е заслужен за сево ова. Подоцна пред крајот на Црвена линија секако ќе ги објавиме резултатите. Така, оваа анкета само не е на нашиот Инстаграм профил на Црвена линија и на Телма, туку има и на Фейсбук страната на Црвена линија и таму има да си пишете ваше мислење кој е заслужен на сето тоа. Факт е дека со голем поздрав, дури и еуфорично, беше соопштен договорот меѓу владата и синдикатите минималната плата да изнесува 18.000 денари. Но ново оформениот минималец предизвика и нови реакции. Па еве што подготви нашата колешка Александра. Или скалесто покачување на сите плати за тие да се усогласат со минималецот, или штрајк. По извојуваната битка, како што рекоа, за минималец од 18.000 денари, синдикатите деновиве отворија нова, бараат државата да го почитува законот и сите плати да растат како што ќе расте минималецот. Откако вчера Сонг се закани со штрајк, ССМ со барање за кривична одговорност за сите работодавачи кои не го почитуваат законот. Денеска излезе синдикатот на УПОС. Велат ако скалесто не се зголемат останатите плати во администрацијата и правосудството, ќе дојде до колапс на системот на плати. Или 4 категории работници, едните со средно, другите со високо образование, ќе земаат минималец. Предупредуваат дека ако до април не се реши проблемот, ќе има протести или штрајк. Од синдикатот реагираат дека државата сама не ги почитува законите и работниците. Од 5 до 8.000 вработени во администрацијата и досега земале плата пониска од минималецот или 14.500 наместо 15.200 денари. Велат реагирале до сите, но проблемот не е решен. Барат владата заедно со измените на законот за минимална плата по скратена постапка да направи измени на посебните закони кои ги регулираат платите на вработените во администрацијата и правосудството. Инаку зголемувањето на минималецот утре ќе се најде пред пратениците. Со законските измени, од март на околу 80.000 работници, платата не смее да им биде пониска од 18.000 денари. А Црвена линија прашува кој е заслужен за тоа што помина предлогот на ССМ за минимална плата. Дали може би Љупчо, дали може би Али, дали може би Димитар, Зоран, Христијан или внукот на Јордан Соколот Паризлијата. Имаме веќе гледач, Тео превземи да откриеме кој е всушност кој е заслужен на сето тоа. Добро вечер, дали се слушаме? Ало? Да. Добар ден. Добро вечер. Во Црвена линија сте, секој е добро. Да, еве, јас би кажала, би дала еден предлог до Сојузот на синдикатите, пошто ние како група граѓани не земаме никакви примања, што сме под завод за вработување во возрастни години. Па еве, еден апел до синдикатот да побарат и за нас 7.000 денари до пензија, пошто нас на 60 години не прима никој на работа. Да, ние дефинитивно тоа ќе пренесеме. Кој е заслужен за ова, не знам, тие се
работи, Дали политички сметате дека работи, не треба- знам кој е заслужен. Дали се сложувате за реакциите, например, од УПОС? Господинот Христијан Мицковски да поднесе амандман за овие луѓе што не земаат никакви примања, што се под завод, возрастни, што се оставени на маргините на оваа држава. Ви благодарам. Благодарам и Благодарам на вам вас. за учеството во Црвена линија. Веднаш преминуваме на следниот гледач. Велиме добар ден, добро вечер и секое добро. Дали се слушаме? Ајде, добро вечер и од мене. Ќе подсетиме дека препорачуваме најдобро да се намали тонот на ТВ приемникот за подобро да се слушаме телефонски, па еве последен обид, добро вечер или добар ден за следниот гледач во Црвена линија. 3, 2, 1 За жал, тоа е и тоа. нема конекција, но тоа не значи дека не ве очекуваме на 023076677. Меѓу другото, тука сме и да ве подсетиме, особено Тео, дека сите коментари кои што ќе ги давате на Facebook се важат, како и телефонските јавувања. Токму така, вие нас може да добиете на нашите социјални мрежи, на Facebook, Црвена линија, Twitter, Црвена линија, Instagram, Црвена линија, во меседж, односно порака, пост, коментар, може да ни коментирате ваше размислување, ваш став околу нашата главна тема, да ни откриете според вас кој е највеќе заслужен за минималецот што е потврден. А сега највеќе ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677. Еве ќе подсетиме дека со утврдувањето на минималецот има и бурни реакции со оглед на тоа што се разгорува битката за усогласување на останатите плати со порастот на минималецот. Дури синдикалците се децидни, ќе подсетиме дека работодавачите и од приватниот и од државниот сектор ќе мора да го одврзат кесето и да ги покачат и другите плати. Ние секако секоја минута ќе отстапиме да ве вклучиме вас. Може би сте и директно засегнати на ваков или онаков начин, но она што прашува Црвена линија, на кого му припаѓа според вас заслугата за утврдување на новиот минималец од 18.000 денари. Па, идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Браво. Да? Добар ден, добро вечер во Црвена линија. Па сега, како прво, значи ја не сум задоволен со оваков договор од толку ниска минимална плата. Добро. Еднаш мислам дека во ваша емисија кажав дека најмалку 60.000 денари треба да биде. И ако веќе иде да не биде уравниловка, ако веќе иде накачувањето на другите плати, да биде линеарно тоа накачување. Значи, ајде сега да речеме успеале ССМ да излешат уз помош трикова, ќе кажам, не дека беа фраери, него со четки за мачкање очи добија 18.000 денари. Значи, тоа беа 15, сега се 18 плюс 3.000, значи линеарно сите да земат. Не да земат процентуално. Линеарно. Значи, ако зима некој 50.000 плюс 3, 53. Затоа што веќе има 50. Така да тоа е она правдата што треба да се задоволи. А што се однесува кој е заслужен? Да, според вас, од овие наши наброени, што мислите, кој е највеќе заслужен? Наброени многу не ме е баш многу ова. А внукот на Јордан Соколот Паризлијата? Андерсен мислам беше дека главен за таа работа. Не сум сигурен, или браќа Грим, не знам, не сум сигурен. А внукот на Јордан Соколот Паризлијата? Но? А внукот можеби на Јордан Соколот Паризлијата? Не, само Чуков внукот негов можеби. Поздрав, Чуков внукот. Добро, ќе забележиме. Благодарам што се вклучивте. А кога веќе зборуваме за вклучување, секако и ова денешно издание имаме гостин телефонски, ќе го вклучиме господинот Бојан Трипуновски, кој што воедно е генерален секретар на УПОС. Ни јавија дека веќе го имаме на линија. Добар ден. Господине Добар ден. Трипуновски, имате веројатно многу, како да кажам, зафатен, ангажиран ден со станоци, предпоставувам, но и одвоивте време да бидете во Црвена линија. Па веднаш ќе преминеме на првото прашање за вас. Помина предлогот на ССМ за минимална плата од 18.000 денари и според вас кој е заслужен? Љупчо Георгиевски, Али Ахмети, Димитар Ковачевски, Зоран Заев можеби, Христијан Мицковски
или сепак внукот на Јордан Соколот Парезлијата? Пред се ви благодарам на поканата да бидам дел од вашата едиција. Сметам на вашето прашање дека ниједна од наведените личности не е заслужна за покачување на минималната плата, тука најзаслужни се самите работници за покачување на минималната плата, односно оние кои се организирани во гранските синдикати кои се здружени во Сојузот на синдикати на Македонија. Сметам дека ова е значајна победа за сите работници, односно со зголемување на платите да се возможи макар пристоен живот во овие тешки времења. Така и сега морам да прашам, што е кратенката УПОС? Нормално не е за мене, за нашите гледачи. Да им објасните на нашите гледачи дека ако ние напишеме што токму значи, ќе ни треба половина екран и нормално да се надоврземе дали скалесто ќе се покачат сите плати? Вака, кратенката синдикат на УПОС представува синдикат на работниците од управата, правосудните органи и издруженијата на граѓани на РМ. Од наживот може да се заклучи дека ги представуваме вработените во управата и правосудството, а како синдикат се залагаме за унапредување на правата од работен однос, преку подпишување на колективни договори, остварување на синдикални права и слободи, застапување во дисциплински постапки, но како синдикат сме препознатлив и преку Солидарниот фонд, кој на членовите на синдикатот им нуди материјална помош пропишана согласно правилникот за Солидарен фонд. Но пред да се навратам конкретно на прашањето, од информациите кои се преземени во јавноста, тоест презентирани од страна на владата, не слушнавме дека ќе има скалесто покачување на сите плати со порастот на минималната плата. Со новата вредност на минималната плата, владата за прв пат во историјата на Македонија направи категорија на вработени во администрацијата, кои досега барем малку беа над минималната плата, а од овој момент да примаат минимална плата. Сведоци сме во последните години дека дел од јавниот сектор добија зголемување дури и за 25%, а платите во администрацијата и правосудството не беа зголемени ниту еднаш. Доколку не се спроведе скалесто усогласување на платите, ќе се случи вработени од пониските нивоа да ги пристигнат вработените од повисоките нивоа, или вработените со средно образование да ги пристигнат вработените со високото образование. Со ваквите преземени потези ќе следи крах на системот на плати во администрацијата и правосудството. Затоа како синдикат бараме доследно да се почитува членот 8 од Законот за минимална плата и да се изврши усогласување на платите со порастот на минималната плата. Сега, доколку не се случи усогласување, дури СОНГ се закануваат со штрајк. Најавувате ли и вие штрајк? Да. Значи, уште во месец ноември председателството на синдикатот на УПОС, како највисок орган помеѓу два конгреси, донесе одлука за организирање на протест и искажување на незадоволството на вработените, а одлуката ќе биде активирана доколку не се усогласат сите плати во администрацијата скалесто. Благодарам многу, ве препуштаме на остатокот на денот, но секако би сакале да останете понатаму заедно со нас со Црвена линија и секако со програмата на Телма. Тина, како што предна, како што кажа господин Бојан Трипуновски, ти реков дека нема се покачат скалесто сите плати, но мене кој ме слуша, јас само тоа ќе кажам. Што знаеш ти сега, чекај, ќе видиме што ќе кажат гледачите. Идеме со Не е толку песимизам, одиме оптимистички. Со нашиот следен гледач идем, па да слушнеме они што ќе кажат. Она што очекуваме е секако да ни откриете за тоа кој е најзаслужен нели за покачување на минималецот. Го слушавме и господинот Трипуновски, кој што е генерален секретар на УПОС. Така да, на 023076677 да видиме според вас, драги граѓани, на кого може би најмногу ќе му се заблагодариме. Да, ќе му се заблагодариме и најзаслужен за покачување на минималецот. Добро вечер. Ало. Добар ден, добро вечер, секој е добро. Добар ден од Панча. Поздрав. Голем поздрав. Исто и до вас поздрав. Благодарам. Иди вака за темата. Темата за личниот доход. Минималниот е супер, али се израмува со другите доходи. И према тоа ипак граѓанството ќе се побуни. Добро. А може ли да разговарам мимо темата нешто?
Па на кратко ако биде, сепак не е тоа, темата главна не е... Да отстапите, се отстапите 2 секунди, само а потоа да преминеме на темата, бидејќи сепак тие 90 секунди ги одвојуваме. Вака, од Трио Паланка се јавува. Добро? Ако предложувате тема. Градот има животни, стока, кои што се шетаат низ самиот град, по селата и праваат пустош, секаде влегуваат, дали во дворови, дали во папки, дали во ниви, и никој не презима мерки. Ве молам, ако може самата ваша Така, тоа е веќе забележано. Да се види што и како е. Така, забележано. Не презима никакви мерки. Така, ние ќе превземеме секако да пренесеме мерки да се дискутира и на оваа тема. Имате уште 10 секунди. Коментар на тема... Ја само толку, благодарим што ми слушавте, убав ден од остатокот и поздрав до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас и секако останете со црвена линија понатаму. А ние ќе ја земеме и предвид и таа идеја за тема. Секако се забележува, се регистрира, да подсетиме дека секој издание на црвена линија, ако сте го пропуштиле вака во живо, може да го гледате и на нашиот YouTube канал. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добар ден. Трета среќа. Ајде, Тео. Добро вечер, дали се слушаме? Намалете го тонот на ТВ приемникот, еве можеби некој нема искуство со јавување во живо, но тоа е нешто што топло препорачуваме со Тео со оглед на тоа што не е важно да не слушате на ТВ приемник, туку на телефонската линија. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добар вечер, Македонија. Добро вечер, како сте? Слава на Бога, добро и ви како сте? Одлични. Добри сме, да слушаме веднаш да преминеме на главното. Според вас, Вака видите, значи, кој е заслужен? Државата Македонија преку буџет да покрива разлика, нели, на зголемена минимална плата од буџет. Не фирмите, туку да се покрива таа разлика. Да, ама тоа е решението. Да, сега, да прашам јас, кој го полни буџетот? Македонски фабрики, фирми од Македонија, така? Ние како буџетари го полниме тој буџет. Значи, ние даваме да се покрие таа разлика. Сега, во Македонија наша, во овие 30 години, само Груевски и ВМРО ДПМН отворија. Да, ама нема потреба да спомнувам имиња тука. Не се напоминати во оваа анкета. Според вас, значи, кој е заслужен за минималната плата во моментот? Значи, заслужен е ВМРО ДПМН што отвори многу фабрики во Македонија, кои 3 милиарди евра годишно прават извоз. Ама сепак не е тоа темата. А кога би бирале помеѓу Лјупчо, Али, Димитар, Зоран, Христијан и внукот на Јордан Сокол од Паризлијата, кој е според вас најзаслужен? Не ги знам, овие туку е заслужен ВМРО ДПМН и Груевски што отворија фабрики, што кумат буџет. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Црвената линија ќе се активира секогаш кога се разбира ќе се разменуваат искуства кои што се сосема надвор од темата која што ја поставуваме. Па така, драги мои, ве очекуваме на 023076677. Ние, како што знаеме, денеска зборуваме за предлогот кој што помина на ССМ, а тоа е 18.000 денари минимална плата, кој што разбуди други реакции, а тоа е за скалестото покачување на останатите плати. И кој е најзаслужен за овој постигнат договор? Имаме објава на имиња, а ваше да ни кажете според вас кој е најзаслужен. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало? Ало? Добро вечер, добар ден, црвена линија. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Ало? Ало? Секој добро. Дали се слушаме најдобро? Ве слушаме, намалете го тонот на ТВ приемникот. Еве, ние со Тео се слушаме од ТВ приемникот. Намалете го тонот на телевизорот. Намалете го тонот на телевизорот за најбоја да се слушнеме, јасно и гласно. Ало? Од телефон слушајте, не од... Од телефон слушнете, не од телевизор. Не го гледате телевизорот, намалете до нула. Уште еден обид, добро вечер. Ништо, тоа би било, значи не заборавајте, иако сме на вистина може би досадни со Тео, едното, па истото го повторуваме, но многу е важно кога ќе се вклучите, исклучете го тонот на ТВ приемникот и се слушаме секако телефонски. Добар ден. Добро вечер. Додека
го добиеме нашиот сленглеш, мислам дека е малце време да свртиме кон социјалните мрежи, односно пораки. Имаме коментар од Ристе Мицевски за добивање 18.000 денари минималец. Виновен е Цацко. Цацко, еве еден коментар и секако многу полесно на Facebook, кога се коментира не треба ништо да се намали, ни тон, едноставно треба да се пишува. И добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, се надеваме дека и вие нас во црвена линија сте. Може да зборувам? Секако, повелете. Вака сега, вашиот концепт е, малце предпоставувам, врз основа на иронија ги поставувате работите, меѓутоа мора да направиме разграничување. Затоа концептот на минимална плата кој го воведе и во чии програми, политички програми е. Дали ви имаме се уште? Врз основа на тој концепт се врз основа на тој концепт минималната плата е воведена во периодот на почетокот на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и како концепт обстојува до ден денеска. Дали висината на минималната плата, методологијата на пресметување на минималната плата, дали ги задоволува критериумите и потребите на задоволување на основните потреби, тоа е веќе друго прашање. Така да, јас знам дека има многу гледачи, слушатели ваши кои што сакаат да бранат политичка кауза, кои што се јавуваат во сите емисии, во петни жили пропагандата ја следат, меѓутоа еве бројките покажуваат во периодот од 2011 до денеска минималната плата е покачена 9.000 на сега во моментот 18.000. Благодарам, пријатели. Истече времето и жал ми еве не искористивме можната. Не заборавајте за секој нареден кој што нели ќе се вклучи во црвена линија, барем да финиширате со ставот и коментарот и да не откриете на ова прашање кој е најзаслужен од сите наведени личности. А на 0230766677 очекуваме следно јавување. Велиме добар ден или добро вечер, а доколку тоа не се случи, ве подсетуваме дека имаме и анкета која што е објавена на страната на Facebook Црвена линија. Така, сега вас да ве слушнеме, кој е најзаслужен? Добро вечер, да? Добро вечер. Добро вечер и секој добро, во Црвена линија сте. Многу ми е драго за оваа емисија што ја следам секој ден. За ова се заслужни. Прво синдикатите, потоа работодавачите и на крајот владата, што ќе даде субвенции за сето тоа да биде мир во државата и партиите меѓу себе еднаш за секогаш да сватат дека работникот во една држава е на првото место. Многу ви благодарам за вниманието. Благодарам на вас. Благодарам што одвоивте време и се вклучивте во Црвена линија. А сега да ја подсетиме дека покрај што имаме анкетата на Инстаграм, на Телма и на Инстаграм Црвена линија, ние исто така слична анкета поставивме како втора анкета, дополнителна анкета на нашата Facebook страница Црвена линија. Ако може на кратко да видиме, па покасно ќе се вратиме на неа. Еве вака изгледа. Да знаете. Со слика, со се и ваше само се разбира да гласате и да ни откриете кој е најзаслужен од сите овие наведени за постигнатиот договор за минимална плата од 18.000 денари. Така, вашето гласање ќе го кажеме подоцна, а сега идеме со следен гледач. Добро вечер. Ало. Да. Добро вечер, во Црвена линија сте. Секој е добро. Се слушаме? Одлично, повелете. Вака сега, заслужни се најмногу работниците тие што земат ниска плата. И ваа 18.000 е многу ниска за тоа што 4 члено семејство, ако само едниот работе, 18.000, најмалку 8.000 има трошкови. За струја, за вода, за телефон, за некои други такви работи, сметки. И 10 јадарки, кога ќе му и поделиме на четворица, по 2.500 јадарки. Ами за јадењето, за облека за децата, за родителите облека. Да, како што сме информирани, потрошувачката кушничка е 35.000. Одмор да идат ли било каде. Значи, во Македонија работникот најмногу мизерен живот живее. Воа е
многу малце таа плата, најниската плата треба во Македонија да биде најмалку 500 евра. И тоа е малку. Према се воака што се качуе. А че видите сега и од другиот месец наредниот, чим се покачи струја, се покачи гориво, се ќе се покачи. И лебо ќе се покачи. Сега е 30, ќе биде и над 40, над 50. Со овие пари не ќе можат цел месец да се издржат 4 члено семејство со 18 јадарки. Тоа е многу ниска плата и не знам како се слагат. И има една поговорка, додека има овци, че има и кој да ги стриже. Така да ја не знам како се напаќат за 18 јадарки да работат. Благодарам што се вклучивте и овој став и коментар ме подсети дека во Твитер заедницата деновите блеснен Твитер коментар каде што новиот минималец од 18.000 денари го нарекуваат минималецот од 2612.000 денари, што значи тоа е вредноста во моментот. Но вредноста имаат и гледачите кои што се вклучуваат во црвена линија, се разбира и преку социјалните мрежи. Така, може да... Тука Тео контролира. Така, да прочитаме некои коментари. Нашата Facebook анкета. Имаме прв коментар од Дервен Дервени, ако може да прикажете. Е така. Сите овие лица не заслужуваат ни минимална плата. 4 лајкови си собрат Дервен Дервени. Имаме следен коментар од Гоце Димитров. Одиме реплей. Да видиме. Да те прашам кој е тај. Ха. Па не знаеме и ние, чекаме одговор. Така, се уште енигма кој е овај, а одиме понатаму, има уште еден од Сашко Тасевски. Но тој коментар нешто подосна ќе го прочитаме со оглед на тоа дека вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Поздрав од Тетово. Голем поздрав до Тетово и од црвена линија. Гледаат, да. Во врска со минималната плата, значи треба да се видат повеќе работи, па тоа се да се земе, да се собере на куп. Значи, сметам дека 18.000 е мала плата, споредбено со тоа колку ветуваше дека ќе биде просечната плата по еднашниот премиер, а да се види колку земаат работените, например, во образование, во влада и на други места. Значи, во приватниот сектор не може да се дигне таа плата на 18 на 20.000, зашто да немаат луѓето толкави приходи за да можат да му платат на приватниот сектор толкави пари, додека во државниот сектор сметам дека се дигнати платите вештачки со земање на кредити, така да не знам што да кажем друго за оваа тема. Вие работите во приватниот или во државниот сектор? Во приватен сектор, и значи ја може да кажем дека ја користим одмор 5 дена во годината, додека тие у државен сектор кои се 20 и нешто дена, тие што се у приватен сектор се достапни 24 сата, додека тие што се у државен сектор не можеш да ги најдеш на работа, зашто дали имале контакт со некој позитивен, па зеле 10 дена одмор или користат стар одмор, па нов одмор. Има разлика вамо и тоа мора да се види. Така. Благодарам што ни се јавивте. Голем поздрав уште еднаш до Тетово, а сега име Тео ни подготвува на сите нас една убава најава. Така, идеме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добри сме, супер. Како сте вие, добри? Добри сме со вас, секогаш добри. Па еве според вас, кој е заслужен за... Гледам оваа, мислам, тема што ви е поставена тука. И човека кој е заслужен помина предност за покачување на плата. Се знае за покачување на плата е секојаш владата, така. Да не се правиме бил Јанко, Станко, Стојко, Вајко. Се знае, владата секојаш ако одлучи, да речемо, да се покачи нешто, они гласат и тиелно. Се нема потреба сега да викаме дека бил ВМРО или дека било од... А дали сметате дека работниците и синдикатите имаат голем удел? Гледај што, јас овака предлагам. Јас сум пензионер, сакам пензии да се покачат, пошто ние пензионери имаме работено, јас еве лично за мене работа, имам работено 40 години стаж и 64 години влегол со полна. Имам 18.000 пензии.
И затоа барам, да речеме сега, нафти изравнија, да речеме со овие што се, да речеме без работа, без ништо, дојдоа до 18.000. Добро, тоа не е проблем, тоа е се у реду, јас се слагам со тоа. Зашто ипак и тие имат, и тие се луѓе, и тие се една врста, како да кажам, за ова државата, што ако не работела, али имат пензија, али сакам да кажам дека ние пензионери што сме работеле, што сме плателе према државата, 40 години уствари сме давале призонес. Времето источе, дури оставивме некоја секунда плюс, така да секогаш внимавајте на тајмерот кој што изнесува 90 секунди. Така, сега идеме со кратка мала пауза, реклами. Повторно сте со црвена линија. Тео, јас добро знаеме дека повторно имаме причина и тоа голема да го вклучиме човекот кој што го имавме пред неколку изданија, особено кога се водеше битката за постигнување на минималецот од 18.000 денари. Ова име беше најзборувано. Станува збор за господинот Дарко Димовски од ССМ. Го имаме телефонски. Еве, прво да ви честитаме на постигнатото. И сега, нормално, да прашаме какви се реакциите и кој е најзаслужен? Кој е најзаслужен, се разбира? Здраво на сите во студиото, здраво на целиот македонски народ. Одмах ќе кажам, мене ми лично да ми јава како во Јордан Соколов пари излијава. Бидејќи се збори таму пари, па да не зема владата пари за субвенции, па да им даде на работодавачи, тој ќе да е. Паризлијата најчесто го врзуваме за убавиот романтичен град Париз, но нема романтични реакции кога станува збор за постигнатиот минималец од 18.000 денари. Сега СОНК реагираат, УПОС, па ева, кој е вашиот став во однос на скалестото покачување на платите? Ајде вака. Првен најзаслужен се знае македонскиот работник кој вешто и умно се изработува неговата работа, а за тоа се добива надомест кој се вика плата и платите се неопходни за екзистенција, за да се ги прехраниме нашите фамилии и се вкупно да екзистираме во нашиот живот и тука треба на сите тоа да ни биде јасно. Втората работа, ги слушам некои синдикалци кои се жалат по медиумите, ние не смееме да се доведеме во ситуација да се жалиме, туку напротив треба да си ги сосукаме ракавите, да ги активираме нашите синдикати и да си бареме доследна примена на членот 8. Како се прави тоа? Еве, ние поштовме више во Сојузот на синдикати на Македонија да испраќаме известување писма до сите синдикални представници онаму каде што имаме синдикати, сите работодавачи, без разлика дали се тие во јавниот или во приватниот сектор, каде што велиме. Согласно членот 8 од минималната плата, кој што вели дека во рок од 6 месеци мора задолжително да ги согласите платите по однос на зголемувањето на минималната плата во моментов од 18.000 денара. Доколку тоа не го направите, вие како работодавач, директор, не знам, одговорно лице, ќе одговарате кривично, бидејќи по основ на неуплата на придонеси од согласно во колективните договори или законот за јавната администрација, каде што се бодирани тие места или со коефициент направени тие работни места по основ на сложеноста на работа и нивниот степен на образование, ќе одговарате кривично, бидејќи по овој основ криете данок врз задолжително уплата на придонеси за пензијско, инвалидско и задолжително социјално осигурување. Затоа апелирам работодавачите сериозно да се сватат работата, исто и ние синдикатите, да упатиме известување каде што може на добар дел од тие работодавачи не ми е јасно за овој член од законот кој што е задолжителен и мора да се примени согласно порастот на минималната плата и да изработиме работата во корист на работникот, бидејќи таа корист и таа бенефиција ни ја дава законот. А законот во државата мора да го почитува секој, вклучително и владата која ги носи во собранието на Македонија. Затоа да не се жалиме, да не се закануваме одма со штрајкови, тука да изработиме работата, а онаму каде што нема синдикати или не се организирани работниците, нека повелат во Сојузот на синдикати на Македонија, ние ќе го направиме тоа за нив, а они нека се учленат и нека го осетат бенефитот од синдикалното здружување
тоест бенефитот на работникот кој го ужива во законите и колективните договори, кои, еве како што гледате, ние како представници на работниците синдикати се бориме за нивните права. Така, благодарам многу, еве успеавте се разбера, актуелни сте на сите места, ве барат, но драго ни е што еве повторно дојдовте време и телефонски се вклучивте во црвена линија. Но времето време за Тина и за Теа, тука сме со добри теми и добри одговори на прашањата кои не мачат во или имаме некоја дилема околу нив. Така, ви благодарам уште еднашка што не се приклучите. А ние веќе одвоимо уште само малку време за оно што е најважно. Така, анкетата, имаме еден од многуте одговори за анкетата кој гласи: заслужен е Димитар Ковачевски, но сепак најзаслужни се работниците преку ССМ и редно беше да се покачи минималецот, но сепак треба и другите плати и скалесто да се зголемуваат. Ке наминеме на кратко и на брзина на нашиот гледач кој исто така не шернува, така и ние ве препоставуваме да не шернувате цело време. А сега, тоа е тоа за денеска. Тоа е тоа и тука завршува ова денешно издание на Црвена линија. Тео секогаш ме вели Тина, ми се отвара апетит бидејќи следува готвиме со Маја. Така е. А секако не пропуштајте го новото издание на Тајкун на ТВ Телма и се она што следува на нашата програма. Довидување. Да.